24-годишниот Андреј Митев од Кочани, заедно со уште 50 на млади момчиња, скокаше по честниот крст на празникот Водици и успеа да го извади од осветените води на Кочанска река. На водосветот, со кој чино началствуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свештеници од Кочанското архиерејско наместништво, меѓу младите кои влегоа во водите на реката, Митев беше најбрз и најснаодлив. Јас сум Андреј Митев, имам 24 години, прв пат се фрлам по крсто. Сакам на сите здраве, среќа, берекет и тоа. Се живи и здрави, преубава. За прв пат преубава. Битно да имаш здраве, среќа на сите, па другото секи си дојде. Пригодни подароци Митев доби од Македонската православна црква, како и од општина Кочани, а му ги врачија митрополитот Иларион и градоначалникот Љупчо Папазов. Бог се јави, нека е честит и вечен празникот, мир и благослов Божи на сите луѓе. Еве денеска, како и секоја година, традиционално го прославуваме овој Господов празник, Богојавление, кога Бог Света Тројца се јавува на Вселената, на човечкиот род, а воедно, како што рекови, традиционално го спуштаме крстот во водите, символизирајќи го крштевањето Господово и осветувајќи ги водите на Кочани, каде што еве момчево го фати крстот, му посакуваме многу здравје, благослов од Бога и успех во животот. Нека е честит и вечен празникот, Бог се јави. Во рамки на одбележувањето на празникот Богојавление, предходно во православниот храм Свети Ѓорги, се одржа света божествена литургија на која присуствуваа поголем број верници од општина Кочани. Потоа во свечена литија верниците со свештениците продолжија на местото каде што се одржа водосветот на Кочанска река. Младиот Горан Радев од селото Мородвис годинава го послужи среќата и имаше најмногу успех во фаќањето на крстот, што беше потопен во реката Зрновка. Голем број православни христијани од Зрновци, Мородвис и Видовиште присуствуваа на свечениот чин на водосветот, што се изведе на мостот на реката кај основното училиште Синиша Стоилов. Вкупно 21 младо момче од трите населени места во општина Зрновци учествуваа на традицијата што во слава на Христовото крштевање овде се изведува со години наназад. Јас сум Горан Радев од село Мородвис. Четврти пат се фрлам по крсто, прв пат го фаќам. Сакувам на сите граѓани здрави и среќа. За разлика од лани, оваа година беше водата потопло. Градоначалникот на Зрновци, Борчо Коцев, од име на општината, на Радев му додели подароци. При тоа му посака здравје, успех и среќа во животот. Во водите на река Зрновка беше потопен Светиот крст и осветени водите. И оваа година масовна страна на младите имаше учество, околу 20 на млади учествуваа во фрлање по крстот. А најстрекниот го фати крстот од општина Зрновци со скромни подароци. На сите жители на општина Зрновци, верници, им посакувам среќа, радост и успех во текот на годината. Благослов и честитки Радев доби и од Македонската православна црква, како и од своите сограѓани. Заблагодарувајќи се за убавите желби, тој истакна дека ќе продолжи да учествува во одбележувањето на празникот Водици. Организирано одбележување на празникот Богојавление се одржа и во Виница и поголемите населени места во општината. Годинава 18-годишниот Илија Симеонов од Виница го послужи среќа и имаше најмногу успех во фаќањето на крстот, што беше потопен во Градечка река. Тој за прв пат учествуваше на традиционалното одбележување на Богојавление, а меѓу 15-тината момчиња беше најбрз и прв стигна до честниот крст. Од општина Виница, како и од Македонската православна црква, Симеонов доби подароци што му ги врачи градоначалникот Миле Петков и свештеникот православниот храм Свети Архангел Михаил. При тоа градоначалникот Петков упати апел до граѓаните да го следат Христовото учење за мирен, спокоен и богоугоден живот, да имаат трпение и милосрдие, а им посака и здравје и благосостојба како и успеси во 2023 година. Традиционално Светиот крст се фрлаше во светените вода и во населените места во општина Виница. Годинава најсрекни беа Панче Златков во селото Јакимово, Даниел Јованов во Истибања, Христијан Мајсторски во Блатец,
Младен Лазаров во Драгобраште, Дарио Арсов во Трсино, Симен Димитров во Лески, Александар Крстовски во Липец, Лазе Соколов во Градец и Валентино Китанов во селото Пекљани. По повод празникот Богојавление водици, осветување на водите и потопување на Светиот Крст се одржа и во населените места во општина Чешиново, Облешево. Традиционално жителите на Спанчево, Соколарци, Чифлик, Жиганци, Кучичино и Теранци во водите на Брегалница, како и во дворовите на православните храмови, го чествуваа Христовото крштевање. Парохиските свештеници кои чиноначелствуваа со верската церемонија, на присутните верници им посакаа здравје и берекет. На богојавленското осветување на водата во Брегалница, на мостот кај селото Теранци учествуваа 20 момчиња. Најмногу среќа прв да стигне до честниот крст имаше Виктор Ташков. На подарок од Македонската православна црква, од општината, како и од компанијата Зегин, тој доби подароци. Слично беше и во Спанчево, каде меѓу 8 момчиња кои скокнаа во базенот, најснаодлив беше Јован Василев. За него исто така беа обезбедени скромни подароци. На присутните на одбележувањето на празникот Богојавление водици, тој им посака здравје, среќа и берекет во годината што започна. Полициската станица од Кочани поднесе кривична пријава против 32-годишно лице од Кочани, кое извршило сериозно кривично дело против свој сограѓанин. Според известувањето од Министерството за внатрешни работи, надворешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани поднела кривична пријава против 32-годишниот ТР од Кочани. Против него постои основано сомнение дека сторил кривично дело разбојништво. На 15 јануари годинава, околу 22 часот и 10 минути, пред продавница на улицата Славчо Стоименов во Кочани, осомничениот му се заканил и физички го нападнал ЗШ. При тоа му одзел торба во која имало лични предмети, мобилен телефон и пари. По пријавувањето на настанот, увид направила екипа од полициската станица во Кочани, пошто се преземени соодветни мерки и поднесена е кривична пријава до основното јавно обвинителство.